Благодарам, председателя. Најпрво, очекував по еден ваков битен закон, иако според власта, бидејќи го предлага по скратена постапка да се донесе овој закон, со образложение, според члена 170 од Деловникот, дека не се работи за сложен и обемен закон. Еве за граѓаните на Република Македонија само ќе кажам дека се работи за предлог на закон за кој што прашање и воопшто дали требаше да дојде тука денес во собранието, но предлог на закон со кој што конечно во Република Македонија би се започнало со некаква подготовка за изградба на оној фамозен, долго ветуван, 5-та година е СДСМ на власт, нов клинички центар. И власта, односно министерот Венко Филипче, кој што конечно еве денес се појави тука во собранието, вели дека не се работи за сложен и обемен закон и дека може еден ваков предлог на закон да се разгледува по скратена постапка. Па најмалку што очекував, министре, барем да се потрудевте да ни образложите овој закон денес пред да се почне со амандманска расправа. Патем, се надевам дека председателот е запознат дека ние во запазениот законски рок поднесовме околу 2000 амандмани кои што не знам воопшто дали во архивата се стигна да се архивираат, за да ние денес започнеме со амандманска расправа. Очигледно е дека се брза и токму затоа се носи едно вакво законско решение кое што државава ќе ја чини, граѓаните на Република Македонија ќе ги чини можеби повеќе од половина милион евра во време на милиони евра во време на една ваква здравствена криза. Можеби ова само добар пиаровски потек да се дефокусира сето она што не се сработи, да се дефокусира вниманието од 3000 и повеќе починати жртви од коронавирусот и еве сега ќе пресечеме со едно вакво фамозно предлог законско решение за кое што очекувам дека првите вести од страна на власта ќе бидат СДСМ, ВМРО ДПМН е против изградба на нов клинички центар. Напротив, ВМРО ДПМН имаше изготвен проект, обезбедени средства. И тие средства беа можеби 5-кратно помалку од она што вие сега го предвидувате. Ова ќе биде грабеж на деценијата што ќе се случи во Република Македонија, што вие сега сакате да го озаконите. Нешто слично како она што се случи со законот за Гама и Мак Петро. И денес ние на стартот немаме образложение да ни каже барем министерот како ова не е сложен и обемен закон, а се работи за изградба на нов клинички центар, долго ветуван, долго очекуван, за кој што владата на ВМРО ДПМН го изпроектира во вредност од околу 100 милиони евра, а вие сега минимум ќе чини 500 милиони евра и велите дека не е сложен и обемен, дека може да се протурка по скратена постапка. Благодарам.